Вонредни вести на телевизија Нова, точно напладне. 84 загинати, меѓу нив 10 деца, 120 повредени. 20 се борат за живот по нападот во Ница. Страотна слика во француското монденско место. Франција тагува. Прогласена е тридневна жалост. Додека се славеше слободата, еднаквоста и братството на денот на француската револуција, непознат напаѓач со камион тежок 10 тони усмрти, како што реков, најмалку 84 лица. Врисоци агонија доцна во ноќта. Луѓето во стампедо се обидуваат да избегнат смртта. Со мене во студиото се Љубиша Николовски, мојот колега, уредник и новинар во телевизија Нова, и Дејан Андоновиќ, главен и одговорен уредник во моментов во радио Слободна Македонија. Добар ден, колеги, страутно е тоа што го видовме ноќеска во Ница. Предпоставуваше ли Франција дека може ова да и се случи? Ова е трет напад во Франција, токму на денот кога се славеше Републиката. Дали можеше францускиот народ да очекува вакво нешто? Па за жал народот можеби и не требаше, но требаше нивните безбедносни служби. Повторно сме сведоци на еден грозоморен терористички напад, кој според мојата оценка и оценката на многумина аналитичари во светот е дека е пропуст на безбедносните служби. Можеме да го објаснам зошто е тоа така. Не би збореле сега за техничката вест, колку има мртви, што се случило. Јас би сакал да укажам дека ова е безбедносните служби повторно промашија во Франција. Имено, како може во време кога се уште трае воредна состојба, во време кога е туристичка сезона, во време кога Франција изминатиот период е целосно на мета на терористичките напади, да потсетам, Турција и Франција се многу на терористички напади на мета, а да се случи таков безбедносен пропуст во Ница, во еден светски монденски терористички град, на една променада така наречена, каде што има туристи, да влезе толкав камион, да вози 2,5 километра, да гази пред себе и тоа никој да не го предвиди, ниту пак да го спречи. Не знам дали гледачите може да замислат колку е 2,5 километри, да се возиш по една туристичка променада каде што коли не може да одат. Тој е првиот безбедносен пропуст според мене. Вториот безбедносен пропуст е Франција на сила се уште беше во редната состојба. Имаше европско првенство, но ми се чини дека они се опуштија. Оланд најавуваше пред овој терористички напад дека ќе ја укине во редната состојба и ником ништа. Меѓутоа, сега сме сведоци на ова што се случи. Така е, Франција е се уште во вонредна состојба, прогласена е тридневна жалост, а токму за 10 дена председателот Франсуа Оланд требаше да ја укине оваа вонредна состојба. Силно обезбедување има во француската престолнина, но можеби тоа се покажа дека недостасуваше ноќеска во светското туристичко монденско место Ница. Љубиша, екипата на телевизија Нова е будна од доцна во ноќта. Ние директно се вклучувавме и во CNN, а и во текот на денот ќе анализираме, имаме и графичка мапа. Така. Јана, јас се сложувам генерално со она што Дејан го кажа на почетокот, иако не сме се договарале. Прво сакам во моје лично и во наше име да им сочувство да им изразиме на пријателскиот француски народ и до властите во Франција, кои што најверојатно се потресени од она што таму се случи. Зачудува што она што вели Дејан, веројатно додека траеше светското првенство, обезбедувањето беше на високо ниво и не дојде до никакви инциденти. Не дека терористите не се обидувале. Но веројатно на крајот на ова тие добро го смислиле тоа, бидејќи тоаш концентрацијата на безбедносните сили опаѓа и тие го направиле токму на место каде што има голем број на туристи, на граѓани, на ден на независноста на Франција со огромен број жртви. Веројатно е пропуст на безбедносните сили. Дефинитивно. Во текот на емисијата ние ќе имаме стручници по безбедност. Очекувам да проговориме за тоа каков е нивниот став. Она што е ново е што досега најглавно таргет на терористите беа аеродромите и авионите. Сега полека гледаме дека се наоѓаат нови начини на места каде што има голем број на луѓе таму да тестуваат за да предизвикаат голем број на штети. Еве за почеток, ако немаме прашање до Дејан, а ќе остане мислам уште малку да го допрашаме, да видиме кои се генералните бројки, колку има жртви, колку има настрадани од прилогот на Матеја Николовски. Нова трагедија ја погоди Франција. На денот на Бастилја, националниот празник, непознат напаѓач со камион влета во насобраната толпа луѓе кои учествуваа во прославата и го гледа огнометот. Итната служба дојде половина час подоцна.
Камионот влезе и почна да ги гази сите. Немаше обезбедување. На пожарникарите им требаше половина час за да дојдат. Работевме на променадата кога слушнавме истрели. Според информациите се слушнале и истрели, зашто сведочи и предниот дел од возилото искористено за нападот. Полицијата соопшти дека возачот бил убиен, но дури откако поминал речиси 2 километри по шеталиштето и прегазил десетици луѓе. Жртвите од оваа трагедија се огромни. 80 луѓе загинаа, 18 се во критична состојба, а многу други се повредени. Нашите мисли повторно се со фамилиите на жртвите, со оние кои се длабоко погодени и чувствуваат голема тага, но исто така со сите жители на Ница кои се длабоко истрауматизирани и загрижени. Француските медиуми јавуваат дека напаѓачот исто така пукал и со пиштол, а во камионот биле пронајдени пушки и експлозивни направи. Се работи на идентификација на напаѓачот и се истражува дали делувал сам или имал соучесници. Францускиот претседател нападот го опиша како терористички чин и изјави дека иако државата е длабоко погодена од трагедијата, ќе остане посилна од оние кои сакаат да ја разурнат. Најавено е мобилизирање на дополнителни 10.000 војници и резервни сили, кои треба да помогнат во зачувувањето на јавната безбедност. Одлучив вонредната состојба која требаше да заврши на 26 јули да биде продолжена за 3 месеци. Законот ќе биде поднесен до парламентот наредната недела. Ништо нема да не поколеба во борбата против тероризмот и уште еднаш ќе ги засилиме нашите активности во Сирија и Ирак. Ќе продолжиме да ги напаѓаме токму оние кои вршат напади во нашата земја и тоа онаму каде што се кријат. За сега никој не презема одговорност за нападот, но експертите велат дека многу докази укажуваат дека напаѓачот бил член или следбеник на идеологијата на екстремистичката организација Исламска држава. Од она што слушнавме, значи се претпоставува дека тој е симпатизер на Исламска држава, но официјална декларација или преземање на одговорноста се уште не достига. Нешто што е по втор пат се случува, тоа е после нападот во Истанбул. Мислам дека како да има некој колебање околу тоа кој кели ќе преземат одговорноста за ваквите терористички напади. И овој човек што го изврши нападот е, според информациите на полицијата, познат криминалец од неголем размери, но ете се нафатил на еден ваков голем грозоморен чин. Има 54 деца, меѓу овие 120 хоспитализирани, што е несомнено податок дека тоа е еден чин во кој што тој не го почитува ниту сопствениот живот, ниту животот на останатите граѓани, меѓу кои сигурно има и муслимани, и христијани, и луѓе од различна вероисповест. Мислам дека целиот свет е згрозен, Билјана, мислам дека голем број државници реагира, можеби Обама молчал, но некои од европските државници веќе изразија сочувство со францускиот народ. Се мобилизира европските лидери, тие веднаш изразија сочувство и го осудија овој чин. Франсуа Оланд исто така е прекина посетата, тој се врати во Франција и даде изјава, даде негов став за ова што и се случи на неговата земја. Интересно е реакцијата на Обама. Обама реагираше, се чини, пред францускиот претседател. Околу 4 часа, што мене вака аналитички гледам, многу ми интересно, бидејќи Обама реагираше околу 2 часот и 30 минути утринава, а Оланд дури после 7 часот, бидејќи знаеме дека Оланд беше у некаква приватна посета некаде во Франција. Во Авиньон, ми се чини, таква беше информацијата. Сите осуди, Оланд некако доцна ја осуди. Веројатно планирајќи да дојде и да ја укине во редната состојба која нели ја планираше, сега мора да воведе нова воредна состојба од 3 месеци, нели мобилизира над 10.000 војници, но сепак сметам дека нели знаеме од искуството тероризмот со војска не се сузбива причината, не последицата. Треба да го отвориме и тоа зашто токму Франција, што се случува со Франција, зашто е Франција на мета. Треба да се знае дека ова е се последица на нивната долгогодишна политика на Блискиот Исток и во Северна Африка. Колегата Николовски рече дека се работи за човек кој од потекло од Тунис. Треба да знаеме дека Тунис беше француска колонија. Ми се чини дека и анализите укажуваат дека најголема последица за овој напад, односно причина за овој напад, е француското мешање во Сирија, но и во уривањето на Муамер ел Гадафи. Така барем некои од кореспондентиве странски го кажаа, бидејќи Франција подолго време е зацкриена, но активно учествува со Соединетите Американски држави во борбата против
според нив исламските милитанти. Сакам уште да докажам дека никој не ја преземе одговорноста на нападот, но на социјалните мрежи исламската држава, односно нивните членови го славеа овој терористички напад. И за крај уште нешто што не разговаравме е дека мене барем, следејќи ги сите овие состојби, овој напад ми е втор после оној 11 септември атипично направен. Ако оној на 11 септември 2001 кој беше изведен во Њујорк и Вашингтон, беше со авиони, кој беше невообичаен до тоа време, ово е исто така невообичаен терористички напад. Да влезе толкав камион и да гази луѓе. Значи, многу сурово. Во секој случај не е прв пат се случи, можеби гледачите не знаат, пред година дена некаде во Нант за време на Божик имаше исто таков обид за терористички напад, но за среќа беше без жртви. Така е, ако во последниот период и во Турција видовме дека мета на напади беа аеродромите, сега терористите веќе ги менуваат тоа што го спомна и Николовски, менуваат и место и стратегија и тактика за напад. Франција е на нозе, продолжена е вонредната состојба во земјата, мобилизирани се не само лидерите во Европа, туку и светските политичари. Да видиме што порача лидерите, односно европските челници. Нашето сочувство не може да ја надополни загубата на големиот број животи, но деновиве мора да има солидарност. Солидарност на целиот германски народ со пријателите во Франција. Солидарност на сите земји кои се вклучени во борбата против тероризмот. Германија стои рамо до рамо со Франција во борбата против тероризмот. Заедно со многу други, убедена сум дека и покрај потешкотиите ќе победиме во борбата. Yeah, so obviously our thoughts are very much with the people of France and Nice and an absolutely appalling incident. Очигледно нашите мисли се со Франција и Ница, каде имаше ужасен инцидент. Мислам дека ќе има и министерски состанок на кој ќе се дискутираат импликациите врз оваа земја, ако воопшто ги има, иако во овој момент не знам за такво влијание врз Британија. Ако ова е терористички напад како што изгледа, тоа јасно представува постојана закана за нас и цела Европа мора да одговори заеднички. Ова е тажен ден за Франција, за Европа, за сите нас овде, како и за Монголија. Трагичен парадокс е тоа што цел на нападот беа луѓе што ги славеа слободата, еднаквоста и братството. Стоиме заедно со семејствата на жртвите, со францускиот народ и владата во борбата против насилството и омразата. Франција контарá con toda la cooperación de España. Франција ќе има цела соработка од Шпанија за да ги открие, гони и казни терористите и сите кои им помагале и ги штителе. Сакам да изразам и поддршка за председателот Оланд и неговата влада кои се соочуваат со оваа терористичка офанзива. Знаеме дека никој не е целосно сигурен од варваризмот кој досега беше незамислив како оној во Ница. Се соочуваме со глобална закана која бара интегриран глобален одговор од демократиите. Мислиме на жртвите и на нивните семејства, на нивната љубов кон луѓето и како да им помогнеме на повредените. Ова е повторно варварски чин што го осудуваме. Можеби е терористички напад сличен на претходните во Франција. Тоа што го видовме во Ница беше ужасен напад против невини луѓе што го славеа денот на нацијата. Денеска стоиме заедно со францускиот народ. Тажни сме што повторно гледаме напад врз невини луѓе што однесе толку многу животи. Тоа ни дава причина повеќе да соработуваме поблиску низ целиот свет, да се бориме против тероризмот и луѓето што прават вакви работи. Данска е подготвена од своја страна да направи се што може за да го запре тероризмот. Се надеваме дека ќе можеме да ги здружиме силите со нашите партнери. Еве ги проследивме реакциите на дел од европските лидери. Верувам дека во текот на денот ќе има и други реакции од други претседатели, премиери, шефови на држави и влади. Имам едно прашање до Дејан околу твојот коментар дека ова е на некој начин терористичка реакција на политичко воено дејствување на Франција во Сирија. Но дел од коалицијата е Велика Британија. Можеби Соединените американски држави се лидерот, но после 2001 они имаат своји интерни проблеми, таму се случуваат некои интерни терористички напади. Зошто баш Франција? Зошто Турција? Значи Велика Британија како да е во овој момент за среќа
изолирани, не е мета на вакви терористички напади, иако е дел од таа заедничка коалиција на напади. Мислам дека од оние разговори што во неколку наврати во ТВ Нова ги водевме во нашите дебати околу тероризмот, имаше една дистинкција дека веќе Исламска држава не действува на начин како што действуваше Ал-Каеда, која што имаше експлицитно став спрема американската империалистичка политика кон истокот. Исламска држава има своја друга агенда. Таа действува без не реакционерно, туку таа прави акција за освојување на територии. Но претпоставувам дека во текот на емисијата ќе стане збори за тоа. Ти како го коментираш ова? Па зошто токму Франција, јас веќе се обидов претходно да кажам, Франција првина кој се земе во предвид дека беше колонијална сила и дека ги контролираше токму тие Северна Африка каде што се случи таа арапска пролет. А голем број на тие луѓе со генерации живеат во Франција. Таа ги вдоми тие луѓе. Таа ги вдоми. Тие се граѓани на Франција. Би требало да се во нивниот лојални граѓани. Код тие можеби се уште се чувствуваат поданички како граѓани од втор ред. Франција, да потсетиме дека како колонијална сила ги вдоми тие луѓе, но си ја настави политиката на колонијализмот. Доколку нели разговаравме пред малку, интерно меѓу нас, Ширак, председателот Ширак, за време на уривањето на Садам Хусеин во Советот за безбедност на Обединетите нации гласаше против уривањето на тогашниот режим и Франција не учествуваше во војната против Ирак. Подоцнежните председатели, почнувајќи од Саркози и сега Оланд, не ја научија таа лекција, не го послушаа претходната политика, влегува во војна во Сирија, и што е најважно, јас пак реков пред малку, ми се чини дека најголемиот грев на Франција у политиката изминативе 10 години е влезот и играњето улога во таа така наречена арапска пролет, каде што беа ликвидирани нели неколку лидери, меѓу кои и Моамер ел Гадафи, ова се врати некако како бумеранг. Но мене повторно ми е интересно зошто француските безбедносни сили ова не го предвидуваат, бидејќи исто како и Турција, Франција, како да спијат тие безбедносни служби, а треба да знаат дека се за жал под закон. Добро, да не ги обвинуваме, не знаеме точно како изгледало, бидејќи човекот на крајот бил застрелан по едно подолго уривање на предмети, тој фактички ја струшило градата, не знаеме каква е била бариерата за да влезе таму. Највеќе разговараме со безбедностните 2,5 километри возење камион. Како тоа може да се Имаме во текот на ова отворено студио и безбедносни експерти, ќе ги анализираме информациите. Последната вест е дека помеѓу загинатите за среќа нема македонци, но сепак има околу 100 македонци кои престојуваат во моментот во Ница. Официјален став очекуваме од Македонското министерство за надворешни работи. Повеќе детали најави од француската амбасада, иако француската амбасадорка требаше од денеска да е на одмор после денот на независноста. Таа го прекина и веќе вонредно заседава тука во Скопје во 14 часот. Поменам само за кратко, Билјана, дека мислам дека до режија доставивме телефонски броеви од Франција, каде што патуваме Македонското министерство за надворешни работи, дека може да контактираат, да се информираат директно во Франција. Имаме на нашиот крол, гледачите може да ги видат и телефонските броеви. Инаку и председателот Ѓорге Иванов по повод терористичките напади во Ница и тој упати сочувство до неговиот колега, до председателот Франсоа Оланд. Телевизија Нова во живо со многу анализи и детали за злосторничкиот напад, за терористичкиот чин кој се случи синоќа во Ница. Во овој информативен преглед разговарам со моите колеги новинари и уредници Љубиша Николовски и Дејан Андоновиќ. Го имаме во живо и безбедносниот експерт Златко Кецковски. Со него ќе го анализираме чинот кој ноќеска се случи во Ница. Кецковски, многу информации јавуваат светските медиуми, а телевизија Нова е единствениот македонски медиум кој доцна синоќа има и отворена програма. Директно се вклучувавме во повеќе светски канали, меѓу кои во CNN, страотна е гледката во Ница, 84 загинати, меѓу нив и 10 деца. Последните вести се дека меѓу загинатите има и 2 американски државјани, тоа го потврдуваат и официјално од Стейт Департментот. Дали Франција не беше доволно мобилизирана од безбедносен аспект и не можеше да предвиди дека по сите оние напади можеше за време на независноста да и се случи и ова што го доживеа ноќеска? Видите, прво сакам јас секако, како и сите претпоставам граѓани на Република Македонија, да изразиме сочувство кон жртвите на овој настан. Во некој што јас
во суштина можам да го кажам од ова гледиште и од оние сознанија кои што ги имаме е дека прво врз основа на сите досегашни информации, односно вонредната состојба која што беше прогласена во Франција после двата страшни напади кои што се случија, каде што имаше голем број на цивилни жртви, нели, во Париз последниот настан со ноќните клубови и така натаму. Меѓутоа, во секој случај, по завршувањето на Европско првенство во фудбал, недозволиво во принцип е одржување на вакви масовни собири кои што се секако под закана на терористички напади, имајќи во предвид токму оној момент на вонредна состојба, односно предупредување од терористички напади на цела територија на Франција. Она како што ние предпоставаме, ја како безбедносен професор во безбедност можам да го кажам дека единствениот кикс или промашување, да речеме, на проценката е дека вакви настани од ваков масовен карактер, прослави, јавни собири, во вакви моменти, односно под континуирани терористички напади, се треба да се забранат, односно се упатува јавен повик за забрана за поголеми масовни собири. И токму тие масовни собири, бидејќи се токму мета за еден ваков терористички чин, имајќи во предвид дека терористичките организации основната нивна цел е на што поголем број на жртви и што поголема медиумска покриеност. Ако имаме во предвид дека вчера била прослава на независноста, односно Денот на Републиката на Франција, тоа е идеален еден момент за извршување на терористички акт. Тоа е она кое што од безбедносен аспект можам да го наречам пропуст, бидејќи секако е пропуст, самиот собир е пропуст. Понатаму дали е извршителот во рамки на некаква организација или не, од тој аспект може да се анализира секако во две насоки, имајќи во предвид дека она кое што го имаме ние како сознание од јавните гласила, дека извршителот е бил познат на разузнавачките служби како припадник на радикалниот ислам. Тоа значи дека посекако дека во Франција е една територија која што континуирано има огромен број на припадници на и следбеници на радикалниот ислам, меѓутоа во секој случај тешко е да се следат сите, меѓутоа можеме да претпоставиме дека се работи за изолиран случај, односно индивидуален случај кој што досега еве во неколку наврати во гостувањата кај вас сум ги предупредил дека имаме и можност за извршување на индивидуални терористички напади кои што на лица кои што не се припадници на терористичка организација, односно се само идентификуваат со радикалното исламско движење и со повикот на исламската држава или на радикалните исламски организации со ликвидација, односно вршење на действија кон сите останати граѓани и жители на било кој дел од територијата на светот. Така да тоа е она кое што во овој момент може врз основа на податоците да се каже. Моментот на извршување, начинот на извршување секако не е непознат, меѓутоа во секој случај према она кое што ние може да го увидиме, сепак по моје мислење се работи за индивидуална акција. Кесковски, не беше многу одамна кога овде во ТВ Нова имавме дебата токму со вас, разговаравме за мотивите за тероризмот, кои терористички организации може да стојат зад ова. Ви имавте едно објаснување дека најчесто кога станува збор за исламскиот радикализам, дека е вахабизмот. Еве неколку прашања повторно се отварат. Зошто токму Франција? Дали има некој политичка заднина заради учеството на Франција во глобалната коалиција против тероризмот, или пак, како што велите вие, самата структура на населението во Франција дава можности за инфилтрација, случувајќи и бегалската криза на голем број терористи од истокот кои што доаѓаат, и пред да ги обвинуваме безбедносните сили, бидејќи немаме доволно информации што точно се случувало, можно ли да имало таков безбедносен пропуст и превенцијата веројатно е најдобрата заштита од тероризмот.
на кратко околу овие три прашања да ги сумирате. Да. Значи, види, Љубиша, го дискутиравме овој момент, мислам, во емисијата со тебе. Видите, Франција е држава која што има огромен број на емиграција од поранешните нивни колонии. Бројката е огромна, значи на луѓе кои што се во моментов живеат во Франција, односно се држављани на Франција, а во суштина се потекнуваат од Северна Африка, која што пак во суштина ние во сите анализи сакаме да зборуваме исклучиво за исламската држава, но да подсетиме дека едни од најголемите масакри кои што се случуваат во светов се случува и во Алжир, токму под покровителство на Ал-Каеда, точно масакри на со цивилни жртви, исто така и неколку терористички акти и во Алжир и во Египет. Имајќи тоа предвид и емиграцијата која што живее пред се во рурални средини, односно во приградски средини, гетоизирана, социјално не адаптирана кон општество кое што е нели модерно цивилизацијско општество во Франција, тие се гетоизирани во тие гета исклучиво добро веќе во последниве 15 години дејствуваат радикални исламистички протагонисти кои што го тој исламски радикализам се повеќе го проповедаат. Она што секако во таа огромна бројка во безбедноста секогаш се движиме со некои проценти на можност. Значи ако имате околу 6 милиони до 7 милиони луѓе кои што живеат во Франција, се француски држављани, а се воедно се емиграција од второ или трето колено, па и прво колено на северноафричките држави, тогаш таа бројка на радикални исламисти кои што се рекрутирани, односно се едуцирани и доаѓа до ситуација да имат гнев кон општеството во кое што живеат, точно од социјален аспект, ќе дојдеме до оној момент зашто Франција е генерално мета. Вториот аспект е, видите, Франција во светот важи за една држава која што прва се изборила за сопствената слобода, односно токму вчерашниот ден е ден на Бастилја, која што значи прогласување на република, односно демократија и начин на функционирање различен од монархите во тој период во кој што се случувале. Така да имаме две различни гледишта. Едното е токму од овој аспект, како напад врз западната цивилизација и модерниот систем на функционирање, а второто е извршителите се во неограничен број во Франција кои што можат и индивидуално и организирано да извршат терористички акт. Така да она кое што секако е од светски размери проблем е начинот на действување на исламската држава, односно на радикалниот ислам, и не обвинувајќи само исламската држава позади тоа. Значи ние имаме ред и голем број на терористички организации кои што се поистоветуваат со радикалниот ислам. Затоа и борбата веројатно секако дека Кесковски, затоа и веројатно борбата ќе биде многу потешка, бидејќи терористичките организации се здружуваат и действуваат симултано една со друга, веројатно имаат заедничка цел, нели, кон Западот и кон се она што тие како таргет си го поставиле. Кесковски, јас ви благодарам за учеството во вестите на ТВ Нова. Се надевам дека како и сега, како и секогаш ќе бидете отворени за соработка и секогаш кога ќе имате став околу тероризмот, ќе бидете тука на граѓаните да му објасниме кои се причините и како може да се надминат во една превентивна акција. Кесковски, ви благодарам уште еднаш, професоре, за учеството во вестите на ТВ Нова. Така е, Љубиша, го слушнавме ставот на Кесковски, кој сепак е професор по безбедност. Телевизија Нова ќе консултира и други безбедносни експерти, ќе имаме во живо вклучување и од Франција. Гледајте, не останете со нас, продолжуваме за куса.